Масовни протести кои може да станат насилни и да предизвикаат дестабилизација, да го загрозат мирот и територијалниот интегритет на Македонија. Премиерот предупредува дека ДУИ е спремна да преземе чекори кои можат да го нарушат суверенитетот на земјава, само за да го зачуваат незаконски стекнатиот капитал. На заедничка пресконференција со косовскиот премиер Албин Курти, тој дури не ја исклучи можноста одредени групи и структури да бидат изманипулирани и само да создадат меѓуетничка криза. Имаме информации со кои што располагаме и кои што се информации добиени по повеќе канали, дека раководството на Демократската Унија за интеграција, ова раководство на Демократската Унија за интеграција, во обид да го заштити капиталот кој што го создаваше изминативе 20-22 години, ќе превзема чекори во насока на дестабилизирање на државата, што е многу значајно да се спомене. А ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет, интегритет и мирот на граѓаните. Тоа е практично и целта на една држава. И очекуваме тоа да се случи ова есен, од основа на тие информации кои што ги имаме. Мицкоски не откри детали за какви протести станува збор и на кои групи мисли, дали од дома или од соседството, затоа што во моментов МВР води истрага. Вели институциите будно го следат делувањето на опозицијската партија и дека мора да се направи се за да не се нарушат меѓуетничките односи. Наместо подгревање на тензии кои би ја загрозиле интеретничката слика во земјава, власта очекува конструктивност и не само од ДУИ. Поддршка за сите чекори кои ќе го подобрат стандардот, животот на граѓаните, за процесите кои ќе ја движат земјава напред, за реформските чекори, очекува од сите партии. Секоја конструктивност во насока на подобрување на условите за живот, во подобрување на стандардот, поддршка во реформскиот процес, поддршка во напредокот на граѓаните е добре дојдена од секоја политичка партија. Демократската Унија за интеграција никако не може да се помири со заминувањето во опозиција после 2 децении на власт. Ова е прв пат, освен кратката пауза во 2006 година, што функционерите на ДУИ треба да се соочат со тоа дека не се на власт и дека ќе треба да одговараат за сите сторени криминали. Во изминативе 2 децении оваа партија важеше за една од најкорумпираните во државава, а новата власт најави дека секој кој се огрешил пред законот ќе одговара.